Борењето и боречкиот клуб Спартак со години се во стагнација и без забележителни постигнувања на надпреварувањата во државни рамки. Од поодамна се заборавени настапите надвор од државата, па наместо главна спортска дисциплина по која градот и регионот беше препознатлив, сега остана само убав спомен во сеќавањата на постарите сограѓани. Беспарицата е најчесто споменуваната причина за ниските гранки на кои се симна Спартак, но веројатно не помалку важен е и субјективниот фактор, односно добрата организација. Ветераните борачи кои своевремено беа славни имиња во светот на борењето кај нас и пошироко, на заедничка средба констатираа дека потребна е подршка и соодветна терапија за клубот да се спаси од згаснување. Во разговорот со Насе Насев, некогашен борач, тренер и долгогодишен селектор на македонската и југословенската боречка репрезентација, во овој осумаголник бараме одговор дали за борењето во Македонија и конкретно во Кочани има спас или пак шанса тоа повторно да се врати на старите патеки. Насев, често ли доаѓате во Кочани? Причината борењето меѓу другото? Овој пат е исклучиво борењето. Овие моите бивши борачи и сегашни борачи изјавија желба да направиме собир заеднички на наша приватна вечера или ручек, како да се дружиме едноставно и секогаш на почетокот на годината треба да се искажеме што треба да направиме за борењето. Колку ве врзува борењето со Кочани? Освен оние роднински врски, нели? Па јас сум многу врзан, ја тука израснав, тука станав тренер, тука станав све што, од тука отидов селектор, и тоа борењето ќе му остане за секогаш мој спорт и си го сакам. Спартак, ја го творев, го правив и така натаму заедно со сите борачи, тогаш бевме на аматерска база, а направивме добри резултати и тоа не се заборава едноставно. Малку нескромно можеби сега во што ќе го кажеме, кога ќе се спомне борењето и Кочани, вообичаено се спомнува името на Насе Насев. Станавте на некој начин, го символизирате борењето во овој регион? Па сега да ви кажам, не само Кочани веќе, ја таква можда имав среќа и така направив големи резултати со југословенската репрезентација, со мојот клуб, а занетот го испеков овдека во Кочани, преко Спартак. Учејќи како клубски тренер, одев на усовршување, после тоа на дошколување и ме водеа водите, го научив добро, така се вика тренерскиот занет. Како таков, како резултат на Спартак, што имаше второ и трето место во Европа, како резултат на поголеми надпревари, станав селектор на репрезентацијата. А не знам вас дали ви познато, како селектор имав големи резултати на сите големи надпревари. Имам околу 45 медали од медитерански, балканските не ги бројам, европски, светски, олимписки игри. Така да тоа со многу време, бев 20 години селектор и едноставно си го сакам спортот. Јас сум воопште го сакам сите спортове. Како дојде борењето токму? Велите дека сакате со спорт? Ја бев прво отидов гимнастичар у Партизан, бев у секцијата на Партизан од 58 година негде, така како младенец имаше Партизан добри такмичари, добра екипа у гимнастика. И едноставно 60-та година дојдоа да се борат на душици, на 4 души у Партизан. Ристо Пирката, сегашен така го викаме Ѓорѓиев, учеше у Нови Сад и дојде овде да формира клуб, научил борење и едноставно гледајќи ги, ја не беа и тие јаки, ја како гимнастичар со моите еснав, со врсници бев појак, така почнав и полека, меѓу време играв и фудбал, тренирав по Осово, па играв за Индустријалец, па за Браната. Сите знаат постари, така. Доаѓаше време 62-та, 63-та, пред Пладне ќе се борам, по Пладне идам фудбал да играм. Ми тоа се определив после 63-та година, конкретно исклучиво за борењето. И така, натаму. Тоа беше определба во кариерата животна? Определба во кариерата животна. До 73-та се борев за клубот, кога имаше потреба, затоа што у категорија кај што ја бев, имав веќе врвни борачи од Спартак. Димче Нешев, Стоилов и така натаму, Ефтимов беа врвни и ја само кога треба тактички да пополнуваме. И тоа со 73-та завршив спортската кариера борачка, али се останав како тренер
доследен понатаму се до 76-та заклучно. Кочани важи за спортски град, меѓутоа од сите екипи кои што постоеле и се уште постојат, борењето и гимнастиката до некаде го промовираше надвор од границите. Па вака да ви кажам, прво Спартак се бореше 2 сезони грчко-римски стил. Ние слободно се боревме, има екипа и грчко-римски. Значи прва станица најблиска ни беше Белград. Грчко-римски на ниво на Југославија беше Белград, Загреб, Суботица, Сомбор, Сараево и така натаму. Ние 2 сезони се боревме активно, имавме публика многу, тогаш борачите и навикнаа дека мора да борат, мора да тренират едноставно и тоа беше преодба на клубот како таков. Понатека, моето одење за селектор не остави трага голема, затоа што и понатаму продолжи Спартак да биде прв по неколку време, све до 92 и 3 година, Спартак беше во ВР, во самиот Филип, прв, втор, трети, така натаму. Ја никогаш не се откажав од него, све што можев помагав, доаѓав и така натаму. Имавме и у репрезентацијата, Соколов израсна, Ефремов израсна, Јанев Јорданчо, Донев Санде, сите се медалисти од Европа, од Медитеран, од Балкан и така натаму. Двајцата Ефремов и Соколов беа на Олимписки игри, медитерански прваци, балкански прваци. Соколов Владко зема медалја сребрена од светско кадетско првенство, беше четврти на јуниорско светско првенство, учесник на Олимпијада. И исто така Спартак, кој ќе го анализираме на ниво на Македонија, е најуспешен клуб по причини што имавме и олимпици повеќе, и медалисти од јуниорски, младински доне преко Јанев, и имавме најболи судија. Јанев Љупчо не беше судија за Македонија најдобар. Тој беше во ВР на светското борење како судија. Учесник на 3 олимпијади, една младинска и 2 Сиднеј и Атина, и едноставно беше голем судија. И борењето на сите нивоа од Спартак израсна како тако. Рековте до 92 некаде Спартак беше во врвот, меѓутоа после тие години 90-тите, раните 90-ти почна да паѓа борењето воопшто во Македонија. Што се случи? Да ви кажам искрено, имаше промени во системот на надпревари, делбата меѓу луѓето и едноставно тренерите не беа задоволни. Порано имаше и платини тренери у неколку клубова у Македонија, дојде времето ги укинаа платините тренери, така да финансиски не стојат добро клубовето, затоа што остануваат градот да ги финансира или да ги финансира врз основа на поголеми резултати, млади и спорт. Се формира агенцијата за млади спорт. Агенцијата се формира. Па нема пари затоа што немат пари. Немат буџет најверојатно, нема друга причина, така да не е само борењето. У сите спортови такви сме, освен овие што се под спонзори приватни. Сега Вардар, Ракомет и Металург, они имат приватни компании и тие се спонзори, затоа имаат успех. Може да се каже дека дојде до смена на генерација? Не, смена на генерација. Па смената на генерација се до 2000 година беше супер. Ако се сеќавате, врв на македонското борење беше Буче Модрадовиш. Стана европски светски време и тоа комбиниран тим со појачање од руски борачи кои ги селектиравме, јавев координатор на тој дел, и македонските најдобри борачи кои беа тогаш. Соколов такмичеше за нив безпрекорно, ги добиваше борбите скоро сите, нашиот Соколов. Едноставно, после тоа стануваат падови по раководење, по избори и така натаму како наша работа, така да сега има надеж, пак поново почнува да се формират школи, едноставно клубовето не стојат финански моќно. Сега за сега добро стои Балканец од Штип, Радовиш од Бучим, Лирија, тие трите клуба имат услови така да се isfinansират. Спартак се движи на подобро време, сега и овој Собир Белке ќе му даде потик. Еве тука се и раководството, тука се и старите борачи, има и млади борачи. Така да сметам дека треба да се ангажират максимално, затоа што Кочани има добри услови за тренинг, како се организират.
На времето ние немахме сала. Па оваа сала што е гимназиската, благодарение што учествувавме два пати, 2 сезони у Грчко-Римски, ни ја доделија преко СИЗО да градиме школската сала и она додатна депадансот беше за борење. Сега има услови, имат и сауна, имат и душици, иматме и тоа. Стручната работа е деликатна у секој спорт, а поготово у борењето. Го спомнавте грчко-римски стил, која е разликата? Има ли голема разлика за да издржи еден клуб во двата стила да се бори? Тогаш не издржувавме затоа што имавме многу борачи. Грчко-римски, да ви кажам, просто само од половина нагоре фрлање, има голема ротација на движење и така натаму, слободниот стил и со нози, и за нози има и тоа ги употребуваат сите захвати од Грчко-Римски. Ние имавме два борачи од Македонија, од Спартак, од Кочани, Николов Живко, кој после квалификациите Грчко-Римски му дадоа многу убави услови, отиде у Вараждин да се бори. Грчко-Римски беше 9-кратен шампион у Грчко-Римски на Југославија. И остана живее таму, си контактираме, доаѓа овдека, меѓутоа ви кажувам како пример. А ради тоа што нашите клубови не можеа да издржат две лиги, Грчко-Римски и Слободен, онда ние се организиравме само слободен стил и Македонија беше носител на слободен стил. И репрезентацијата во слободен стил, а Грчко-Римски немавме шанса, пошто другите републики има Грчко-Римски организирано и ние затоа го тргнавме, ајде да не се мачеме тоа, се ориентиравме на слободен стил, го специализиравме слободниот стил и да ви кажем и тоа, јас како селектор, ја знаев таа работа. Имавме од 77 па до 92 на секоја европско, светско или олимписко медали. На медитеранските игри тие неприкосновени, на балкански така натаму. И тоа имавме добра организација, добар систем на надпревари. Тоа е тоа. Македонија беше препознатлива по македонскиот бисер. Организиран прв пат беше 77 година. Значи на мој предлог го организирав македонскиот присек и тој до денеска се одржува. Ова година ќе биде 38 или 39 пат. Кочани беше домакин. Кочани беше неколку пати домакин. А исто така учествува репрезентациите од цел свет и од сите континенти. Тоа го манифестиравме во името на македонскиот бисер и таа манифестација како македонски бисер единствена опстана во светските календари. Затоа што прво имавме исто гужва, не сакаа да биде македонски, го почнаме како стручки бисер. Меѓутоа, македонскиот бисер си стана после 2 години македонски бисер и до денеска се останува како македонски бисер во календарот на Светската федерација. Кога сме кај борењето, конкретно финансиските прашања секогаш се актуелни, ска спорт ли е борењето? Во споредба со другите, фудбал, кошарка, си има впечаток дека не треба многу пари. Не треба многу пари ако е добро организиран клубот. Иначе све е кроз призмата на пари, и тоа нашите најдобри клубови со 30-40 илјади евра минуваат, а Спартак нема 3000 евра. Може да не ме држите за збор 3 или колку по 50 евра месечно, може добија, не сум сигурен, тој има председател, знае. Ја мислам дека организационо борењето може да направи резултати на меѓународни места, затоа што останува темелот, фундаментот се останува. Меѓутоа не се уклучени исто така оние у борењето има завршено највеќе дифовци. Сите репрезентативци завршија факултетот за физичка култура. Меѓутоа не може да се пронајдат, да работат, нема кој да не се платени, не се наградени и тоа е еден од големите проблеми. Јас кога викам проблеми за развој, за големи резултати треба многу труд, многу работа и многу усовршување. Што значи усовршување? Се менуват начинот на тренинг, се менуват календарот на преборувачки, се менуват полно работи. Стално треба да е ужижа тренерот за да има право. Меѓутоа еден семинар за ова време ќе кошта сигурно 1000-2000 евра, ако се одржува у светот било кај годишно, еднаш у Русија, у Америка и така натаму, со пансиони, со такси и така натаму, тоа е слабоста и тука нема можност нашите тренери, клубски поготоа, да се усовршат. Кога би правиле споредба каде е сега македонското борење во европски рамки,
посебно имајќи предвид дека слободниот стил не е популарен во западноевропските држави. Вие, да ви кажам само дека слободниот стил е многу популарен у западните земји. Германија е у слободен стил многу популарна. Франција има многу популарни екипи. Сите западни земји, Швајцарија и така натаму, сите се Полска, Чешка, ви кажам, за оние земји, швеѓаните беа и норвежаните имат олимписки, светски прваци во грчко-римски стил. Ми тоа напоредно го имат и слободен стил. Во Америка борењето е четврти спорт у Америка по гледаност, слободниот стил. Затоа што е атрактивен, се изменува и така натаму, има многу публика, многу го разбират луѓето, читат и ги знаат правилата. Они ги управуват и борачите, голема работа е, навивањето е страшна работа за нив. Они го сакат тој дел. Јапонците исто така. Кинезите се развива многу, сега напредно одат како индустрија. Ја бев 85 и 89 два пати по 6 месеца во Кина. Тогаш беа на почеток за македонското. Сега се далеко напред, имат услови големи. И све од условите зависи. Така да борењето слободен стил е поразвиено од грчко-римскиот стил. Каде сме ние во тие рамки? Ние сме на јужниот Балкан. Туку у нашите граници, затоа што неколку години уназад, ако дискутираме, имавме големи, убави, квалитетни борачи. Последна медалја од европско кадетско донесе минатата година, мислам, кадет од Лирија. Пред тоа го имавме балканец од двајца медалисти од тој или тројца. И тоа не може да издржат. Треба од кадети почнат, ама да искачат до сениори голема работа. Треба управување и треба многу ангажман. Има желба кај поранешните борачи на Спартак овде да продолжат да дадат придонес да се одржи клубот. Има ли подмладок кој што би ги наследил нивните успеси? Па ево, тоа е, ние на времето кога се развивавме, немаше сала, тренирахме у касарна, у пожарна, у партизан, лево, десно и така натаму. Сега имат собствена сала, у салата до гимназијата, имат собствени простори, имат струнјачи собствени, сала долу за борање. Меѓутоа, гледате дека, ви го кажав, проблемот организационо треба да биде добро организационо. И тоа е тоа. Ево сега овде се од Балканец представниците и овие нашите што тоа е иницијативата. Ние се собиравме не дека не се јади и пие, него сакаме да има иницијатива да се створи, да се направи клубот пак како што бил. Тоа може да се деси. Нашите борачи бивши сите знаат борење. Сите се едуцирани, биле на припреми по 5 до по 10 години. Ја ви кажувам, тоа е тоа ситуацијата. Порано постоеше и лига, силна лига на ниво на Македонија. Силна лига. Сега колку клубови можеле реално да Сега реално 4 клуба може да биат у лига, може и повеќе, и на тоа веќе дискутираме, тука се од Штип раководството и дискутираме да лигата мора да опстане без лига. Знаете зашто лигата не е? Затоа што немат организациони способности, немат пари, треба суди да се платат, треба сала, треба килограми на намалување, треба регулирање, треба многу тренинг. Тоа е проблемот. Иначе не е проблемот за борачи. Дали нас би дало придонес доколку клубот заживи овде во Спартак? Па јас секогаш давав придонес те да биде бисерот тука учествува во тој дел секогаш. Ја како директор на Олимпискиот комитет многу го помагам борењето, таа дистанца, стипендии, па припреми и така натаму, и денес тоа го правам. Меѓутоа, знаете што, за да се помогне, ја можам да координирам, можам да и направам све што сакат за светското борење. Дека сакат да ги упатам, да ги договорам, да идат на надпревари, да идат на подготовки и така. Меѓутоа, не можам да ги финансирам ја како насе, бујрум, дајте тренирајте. Тоа е малку. Треба ли да им се овозможи на луѓето кои што биле врвни боречки миња во Спартак, да не ги заборавиме Ефремов, Соколов, да го дадат своето знаење или тоа да им се помогне да Па тоа е идејата, они не. Знаеш што не се работи за многу пари. Се работи се ги покри трошковите што доаѓа на тренинг, да биде 3 пати, 4 пати на тоа е минимална сума. Да ви кажам, еден клуб може месечно да помени со 1000 евра
на памет зборувам, да има 2-3 секции кои ќе ги држат, 2 тренера, 3 тренера. На времето ја не ги држав сите тренизи. Знаев од борачите, води ги младинците, Ураде Кратовчу, ова Смолетка, надпревари, така да без пари. Тогаш бевме на аматерска база, меѓутоа бевме многу амбициозни, едноставно сакавме да се докажеме како клуб и тоа стана така. Каде е сега Насев? Не се пензионира, активно се уште работи? Не, јас се пензионирав. Ја се пензионирав. Мислев не се пензиониравте во спортот? Не, активно учествувам, ама кажувам како координирам на сите ниво. Ја бев лично како Насе 8 години директор на сите светски семинари у Боренто. Како директор да има врска со сите едноставно и тука немам никакви проблеми да ги скоординирам. Координирав Европското првенство, го донесов во Скопје, ги координирам да донесем и друго првенство, да го правиме бисерот, да правиме турнири, да биде модернизација на Боренто. Меѓутоа, ви кажав кој е случајот. Ја никогаш не сум одустанал не од Боренто, од сите спортове така беше. Сакам да го гледам спортот и спортот е неубавата работа за сите млади луѓе. Може ли да се добијат некакви пари од меѓународните боречки федерации, односно фондови, за да се помогне барем во овие држави? Преку Олимпискиот комитет имаше можности, дававме стипендии, денес имаме тренер у Македонија дојден преку Светската федерација кој го обединува сега ситуациите и тоа се разговара, престојува во Македонија, година дена ќе престојува. Меѓутоа, ви кажувам дека треба за све организации, за све треба координација. А тоа кај нас не го практикуват. И знаете каква е македонска работа, ова и си отиде, не треба или не треба. Во светот врвниот спорт го гајат другачие. Или раководните луѓе остануваат до крајот на својот живот, до 90 години, допринесуваат, секој си наоѓа место и допринесува за спортот, у тој спорт што е уклучен. Нема мењање, секој си го наоѓа место, доаѓаат млади стално, меѓутоа сите си наоѓаат место и се координират. Спортот оде и све преку пријателска база, знаете што. Малку незгодно прашање би било, можеби, ама политиката си има свое влијание, освен ова пријателство што ви е. Све политика сигурно, најверојатно. Ја како спортист и како тренер и како директор на Олимпискиот комитет никогаш не мешав политиката. Мене ме интересираше најквалитетниот спортист, тој да учествува и не ме интересираше како е партија, затоа што ја ги сакам луѓето сите потабијат. Кој каков е потабијат, со тој се дружам, не ме интересира дали ова политика, онаа политика, ова националност, онаа националност, ние сме така. Сега не можам да ви објаснам, јас сум другачи, се едуцирав по светот, одејќи, знаете што тоа како оди. Едноставно, у секоја работа треба едукација, треба и у спортот многу едукација. Каде го гледате Спартак? Која би ви била желба да го видите некаде? Јас сакам Спартак да го видам организационо да биде добар. Да се организира право и ја би помогнал све што сакат, ќе му направам програми, како сакат да тренират през условите на Спартак што ги има. Знаете што, треба да направиш през условите, јас знаете како станав добар тренер на Спартак? Едноставно, бев у Белград у спортска чета, има врвни тренери, Вуков светски првак. Вика имате сауна, немаме сауна, имате душек поставен, немаме. Па како ćete да работите? Викам по наши услови. Местеме, трчаме, кинеме килограми и така натаму. Тоа го доживав и како селектор. Отидов на специализација у Русија, они експертите, знаеш што, имате ово, имате оно, имате лекар, имате сауни, немаме сауни, имате исхрана, нутрицист, немаме и така натаму. Ја тоа го превземав полега према наши услови. Направивме прва сауна у Сарај, имаше мала сала, ја поставивме за борен случај, направив камп таму и припремите траја 367 дена. Ја додавав од еден ден го правиме повеќе. Сите овие борачи што испаднаа врвните моите додека ги водев, беа на припреми почнувајќи од декември, од 15 декември до 30.
па од 7 од Божик почнувавме до Митровден, кога ќе заврши светското првенство. Значи треба видите ги овие борачи нашите, ево Љупчо тука зборе, Димче Нешев, погледнете ги колкави се вратовите, како се развиени. Тоа е од работа. Благодарам за разговорот и посакувам успех во понатамошното занимавање со спорт и воопшто во животот. Мене ми е драго, ево што двака седнавме сега да се наздравиме. Со овдека оваа групација 30 души и повеќе има, зборува за доброто на борењето. И ја ќе се договорам со нив сега и ќе дадам предлог да ова можеме да го правиме еднаш приватно, меѓутоа да поминува полека со настапи за како да го покачаме борењето да дојде на едно повисоко ниво.